Добро вечер, почитувани граѓани. Лесно ми е мене вечерва да ги представам победниците од четвртата изборна единица. Политичарот Венко Филипче не ги почитува ковид протоколите, ама министерот Филипче бара од политичарите да носат маски и да држат дистанца. Ниту политичарите, ниту граѓаните на митинзите не ги почитуваат мерките кои се донесени од истата власт која организира вакви масовни собири. А во објектите каде се презентираат изборните програми, вработените не бараат вакцинални сертификати. Епидемиолозите секојдневно предупредуваат дека митинзите можат дополнително да ја разгорат пандемијата. 8 ден од изборната кампања, Филипче се сети да и даде препораки на јавноста, како да се однесува кога во исто време има пандемија, но и се ближат избори. Навистина на тие отворени митинзи, иако знам дека има лоби да се бараат тие сертификати за вакцинација и затоа обично препораката и покрај тоа што нема официјална препорака за носење на маски на отворено, граѓаните да носат. И добро е да сме сите свесни и совесни да го правиме тоа и да се заштитиме себе си и другите кога можеме, без разлика на тоа што нема официјална препорака. Уште денеска ќе најдам начин да ја препорачам до сите политички партии. Јавноста алармира за двојни стандарди на власта, која самата повикува на почитување на ковид протоколите, но веројатно не е добар пример за граѓаните. На митинзите политичарите се прегрнуваат и стојат блиску еден до друг. Ниту тие што се обраќаат, ниту партиските активисти кои стојат позади нив не носат маски, но и во публиката ретко може да се види некој кој ги почитува мерките. И покрај тоа што на сите видеа и слики јасно се гледа дека кандидатите и лидерите не носат маски, премиерот Заев се правда и тврди дека граѓаните кои доаѓале самоиницијативно биле тие кои не држеле дистанца. До сега многу епидемиолози реагираа дека за време на кампањата многу малку се внимава на протоколите кои треба да помогнат побрзо да ја победиме пандемијата. Апелираат до организаторите да бидат максимално одговорни и онлайн да ги презентираат програмите наместо на масовни собири.